Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи во наредните 50 до 55 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Еве што ќе може да погледнете вечерва, почитувани гледачи. Дали СДСМ може да ја доживе судбината на некогаш најголемата албанска политичка партија ПДП, односно во СДСМ да се случи процес на ПДПизација? Метју Нимиц полесно ќе го најде гробот на Александар Македонски, отколку што ќе најде решение за спорот со името помеѓу Македонија и Грција. Како ВМРО ДПМН е прифати таткото на македонската олигархија Владо Камбовски да биде председател на комисијата која треба да ги истражи сите тие случувања на црниот 24 декември. За почеток наша мала анализа за конгресот на СДСМ кој ќе треба да се случи за 2 дена. Ние идниот петок ќе правиме посебна емисија за случувањето во СДСМ после конгресот во оваа партија. Сега тука ќе направиме само една мала кроки анализа на можните сценарија што може за 2 дена да се случи во СДСМ. Според мене има 3 сериозни сценарии и 2 помалку сериозни сценарија на тоа што може да се случи на конгресот на СДСМ. Првото е сценарио Бранко Цренковски да остане и понатаму на чело на СДСМ и на некој начин да биде потврдена или прифатена таа иницијатива која има собрано некаде повеќе од 20.000 потписи за останување на Цренковски на чело на СДСМ, иако тој самиот изјави дека не сака да добие нов 4-годишен мандат да води македонската опозиција. Второто сценарио на чело на СДСМ доаѓаат Зоран Заев и Радмила Шекеринска. Третото сценарио, кое по мене е на некој начин според проценти за начинот по веројатноста со овие претходни 2 сценарија е да биде неуспешен конгресот на СДСМ и 2 помалку веројатни сценарија се Игор Ивановски Шема и Зоран Јановски да бидат председател на идниот СДСМ. Ова варијанта со Кирен Умов мене ми се чини дека всушност е измислена Кирен Умов да биде како заек кој е пуштен да трча, целата јавност да се насочува кон Кирен Умов, а во меѓувреме власта на чело на СДСМ да инсталира свое раководство или раководство по своја мерка. Кој од сите сценарии ќе биде реализирано, ќе зависи од политичките калкулации и математики кои сега се прават во раководството на СДСМ. Веројатно сега Црвенковски анализира што е подобро да направи. Дали да победи на конгрес и подоцна да мора да чисти се она што му било нелојално во изминатите 4 или 5 години и кое директно работело против неговите интереси и можеби против интересите на СДСМ, а било дел од најтесното раководство на СДСМ изминатите 4 години или во мандатот на Бранко Црвенковски, или второто сценарио на кој размислува Бранко Црвенковски е да се повлече на 1 или на 2 години, да дозволи дел од тие структури кои постојано окопа гробот во врвот на СДСМ се додат на чело на партијата, да се изглупират на 1 или на 2 избори, да ги изгубат тие избори, да покажат слаби резултати, да дојде одредено ново разнебитување на СДСМ и подоцна членството на СДСМ да го бара назад Бранко Црвенковски. Во зависност од тоа која калкулација и математика ќе му се види како подобра, таква ќе биде одлуката на Бранко Црвенковски. Второто сценарио да не биде успешен конгресот на СДСМ и добрите познавачи на приликите во СДСМ велат дека извикувањето на конгресот кој се случи на Централниот одбор некаде пред 1 или 1,5 месец всушност било без кворум, бидејќи луѓето го напуштиле или напуштиле седницата на Централниот одбор и не сакале да гласат за свикување на нов конгрес на кој нема да се кандидира Бранко Црвенковски. Затоа велат дека можно е тоа сценарио да се случи на конгресот, не велам дека тоа ќе се случи, јас не посакувам тоа да се случи, но можно е како сценарио конгресот на СДСМ за 2 дена да биде неуспешен. И третото реално сценарио е Радмила Шекерински и Зоран Заев да дојдат на чело на СДСМ, бидејќи де факто и Шекерински и Заев коалицијски во изминатите 4-5 години перманентно работат или континуирано работат за елиминирање на Бранко Црвенковски од челната позиција во СДСМ и за тоа постојат барем неколку причини. Дел од нив ќе ги анализираме во идната емисија, сега ќе спомениме само дел од нив. Погледнете насловната страна на неделникот Фокус некаде од август 2008 година, значи 10 на 15 дена, од кога Бранко Црвенковски го има аболирано Зоран Заев, на насловна страна на Фокус Заев дава интервју кој вели Бранко Црвенковски не може да го воскресне СДСМ. Тоа е во периодот кога веќе се знае дека Бранко Црвенковски планира после завршување на председателскиот мандат да се врати 2009 година на чело на СДСМ, а Зоран Заев е една од варијантите да биде топлител или човек кој ќе отопли столчето дека Бранко Црвенковски не се врати на челната функција. Второто е интервју на Радмила Шекеринска дадена за неделникот Форум, или тој неделник кој во тој период беше воден од Јунер Исмаил
Има наслов на тој интервју: "Ке се одлепиме од Црвенковски, ке ги вратиме интелектуалците во СДСМ". Подесна Радмила Шекеринска, после враќањето на Бранко Црвенковски на чело на СДСМ, заедно со Ѓорги Спасов, со Белја Ранковски и со Кирен Умов ја правеа групацијата Демос, која имаше амбиции да прерасне во нова политичка структура која ќе биде конкуренција на СДСМ. На крај едва и последна седница на Централниот одбор, кај што јавно ја прозва Радмила Шекеринска, Бранко Црвенковски, Радмила Шекеринска одлучи сепак да го напушти своето место и своето столче во Демос и да се врати во СДСМ. И третиот доказ е отвореното писмо кој Горан Минчев, тогаш генерален секретар на СДСМ, јавно во август 2008 година го испрати од Радмила Шекеринска, која не сакаше да свика конгрес на СДСМ на кој ќе биде верифицирана одлуката на извршниот одбор на СДСМ Бранко Црвенковски на одложено да биде избран на СДСМ за председател на СДСМ, да остане на функцијата председател на државата до 12 мај 2009 година и подоцна да биде избран за председател на СДСМ. Радмила Шекеринска не сакаше да свика таков конгрес, бидејќи таа се противставуваше на одлуката Бранко Црвенковски повторно се врати да биде лидер на СДСМ. Од тие причини во август 2008 година Горан Минчев, кој генерален секретар на СДСМ, испрати отворено писмо во кое јавно ја повика Шекеринска да свика конгрес на кој ќе биде верифицирано враќањето на Црвенковски на чело на СДСМ. И четвртиот доказ, по мене можеби најсилен доказ, тоа е една депеша на Wikileaks која на 8 април 2009 година амбасадорот тогаше на Америка во Македонија испраќа до централата на Америка во Вашингтон, кај што вели дека во разговор со тогашниот ВД председател или вршител на должноста председател на СДСМ Зоран Заев бил категоричен дека ќе се обиде да освои повеќе, парафразирам или преведам почитувани гледачи, Зоран Заев кажал дека ќе се обиде да освои повеќе од 20 градоначалнички места и на тој начин да го спречи враќањето на Бранко Црвенковски на чело на СДСМ. Тоа е депеше на Wikileaks 8 април 2009 година, кај што амбасадорот на Америка кажа дека Зоран Заев се противел всушност на враќањето на Бранко Црвенковски на чело на СДСМ, правел све Бранко Црвенковски да не се врати на чело на СДСМ во април месец, односно во јуни месец 2009 година, и тоа се случува само неколку месеци од кога Бранко Црвенковски исто тоа и Зоран Заев го аболираше на 2 август 2008 година. Како велат почитувани гледачи, ако баба лаже, трап не лаже, еве ја депешата од Wikileaks, еве ги насловните страници од Форум, од Фокус, и еве го писмото кое го објавува Дневник на Горан Минчев, кај што тој бара конгрес од Радмила Шекеринска, на кој ќе биде верифицирано враќањето на Бранко Црвенковски на чело на СДСМ. Според мене, постојат доволно аргументи и доволно анализи да се заклучи дека одредена групација составена од Шекеринска, Владо Бучковски и Зоран Заев перманентно изминатите 4 или 5 години работат на отстранување на Бранко Црвенковски од челната функција во СДСМ. И сега да ја кажем останатите 3 сценарија кои по мене се помалку веројатни. Едното од тие сценарии е Игор Јовановски Шема да биде нов председател на СДСМ. Не дека Игор Јовановски Шема не е добар кандидат да биде председател на СДСМ. Меѓутоа, ако тој стане председател на СДСМ, според мене тој ќе ги руши сите математики и калкулации кои ги прави Бранко Црвенковски околу тоа дали да остане или да стави ново раководство кој нема да му биде лојално на чело на СДСМ и да го остави тоа ново раководство да се изглупира со 1 или 2 нови изборни порази. Четвртото сценарио е Зоран Јовановски да биде председател на СДСМ. Јовановски нема некои слаби точки или црни дамки во својата политичка кариера. Слабост на неговата позиција е дека многу лесно и Гордан Ѓурѓиев, Јана Данева, Павловска може да се договорат со Радмила Шекеринска и да го пуштат низ вода Зоран Јовановски. И петтото сценарио е Кирен Умов да биде председател на СДСМ. Според мене нема ниту реални, ниту теоретски шанси Кирен Умов да биде председател на СДСМ, бидејќи јас повторувам, Кирен Умов според мене е зајакот на власта кој е пуштен како оние трки во Цирих на 1500 метри да се постигне подобар резултат на крајот на трката. Кирен Умов е тука пуштен како зајак кој треба да трча, јавноста да го следи тој зајак, а на страна ВМРО-ДПМ да инсталира на чело на СДСМ раководство по нивна мерка. Всушност, стратегијата Кирен Умов да биде председател на СДСМ нема слаби точки, но за волја на вистината нема ни добри точки. Толку на тема Конгрес во СДСМ, продолжуваме со другиот дел на нашата емисија. Сега власта и умелената опозиција на власта предводена од Стефчо Екимовски отварат фронт против партијата ЛДП. И тоа го прават од неколку причини. Како прво, завршен или ќе биде завршен процесот на формирање неколку политички партии кои ќе настанат од СДСМ. Тоа е партијата на Бучковски, партијата на Стефчо Екимовски и СДСМ, која веројатно ќе излезе ослабена од целиот тој политички процес на нејзино разробување. Останува ЛДП кој е очигледно победник на овие локални избори преку Андреј Жерновски, кој би можела да биде некој нуклеус околу евентуалното идно обединување на македонската опозиција и како
трето, тоа е фактот дека секогаш ова лева опозицијска структура победувала на избори кога бил силен СДСМ и кога била силна ЛДП. Последен пат тоа се случи на изборите 2004 година, после 2005 година и губењето на градоначалничките избори во Скопје оставена на Ристо Пенов, ЛДП стана една минорна мала политичка партија и тоа се одрази на сите тие политички порази, 6 или 7 поред, кои СДСМ ги доживеа на македонската политичка сцена изминатите 7-8 години. Господ Героза сега се пука по ЛДП со сите оружја што стојат на располагање на власт. Па беше и очекувано после победата во Центар, значи дека ќе се насочи целата, да речеме, пропаганда и целата машинерија на ВМРО-ДПМНЕ против Андреј Черновски и Либерално-демократската партија. Победата, затоа што победата во Центар е дотолку повеќе значајна од два аспекти. Прво, значи, знаете сите што се случуваше во Центар, токму таму се лоцирани сите оние дејанија околу проектот Скопје 2014, кој што сега веќе се во фаза на испитување од друг еден аспект, нели, законското работење. И второ, што според мене уште позначајно, со победата во Центар се сруши митот дека Никола Груевски е непобедлив. Господин Роза, знаете, ако во изминатите 30 или 40 дена ви праќаат неколку инспекции, сте предмет на такви жестоки медиумски напади, зборам како Черновски, зборам како ЛДП, контроли, па комисијата не била формирана од релевантни стручњаци, така натаму и така натаму, и ако ова влада толку тешко поднесува критики, а посебно тешко поднесува порази, и ако видовме дека се прегласуваше 3 круга, и ако не беше притисокот на јавноста, дека се прегласуваше веројатно 9 круга, тогаш е лесно да се предпостави дека тие нема ни тука да прекинат и дека, не дај Боже, може да ти малку понатаму. Гледате како завршуваат сите тие противници на власта. Или во Идризово, или во Шутка. Или на некои други места. Или на некои други места. Значи, јас навистина сепак мислам дека до таму нема да се оди. И ако јас чувствувам загриженост, меѓутоа... Силен е притисокот, дефинитивно. Апсолутно. Чувствувам, значи, загриженост и пред се за Андреј Черновски како градоначалник, но она што ние сме го ветиле пред граѓаните, односно што го ветил Черновски, тоа мислам дека треба да го реализира, без разлика на колку ќе бидат силни тие притисоци, затоа што на крајва ние знаевме, барем делумно знаевме, долку не очекувавме, но не бевме свесни дека нема да биде лесно, доколку се победи во Центар, значи после тоа да се спроведуваат и зацртаат оние, да се реализираат делови од програмата кои што ги имавме. По 3 линии оди целата таа операција. Првата линија, реално со Скопје 2014 и победата во Центар, вие им задирате во финансиските интереси. Не само на власта, туку на неколку крупни, големи олигарси, кои беа вклучени во проектот Скопје 2014, сите не знаеме кој зема големи профити од тој проект Скопје 2014. Како второ, вие реално име демонтирате политиката на правење на наново македонската историја и како трето, вие реално се јавувате како силен политички субјект и на некој начин им пречите на тие нивни проекти преку Стефчо Екимовски или преку Бучковски да направат одредена партија која би требало тој Центар да го покрие. По трите основи ЛДП на некој начин е фокусирана, таргетирана да биде напаѓана во овој период. Апсолутно се сложувам дека е така и, нели, освен овие што ги кажавте, јас пак ќе повторам. И митот дека е непобедлив Груевски падна во Центар. Значи, луѓето се охрабрија. Ма не се сврти човекот после Центар во Македонија, точно од така. Казахстан, тамо не знам до Уругвај, до Боливија, кај ли све не беше, тој не е свртен овде. Точно така. Како оној од Контики што ги прави оние туристички на емисии Светот на дланка, не се сврти човекот во Македонија. Да, тоа го кажувам, ама и народот се охрабри. Мене ме среќаваат луѓе, тоа е уште поинтересно, што не се од Центар, дури не се и од Скопје, од внатрешноста, и ми викаат, можело да се победи. Значи, можело да се победи, затоа што покрај другото тие ствараја и приказна дека никој нив не може да ги победи. Дали тоа ќе бидат притисоци, и тоа не на честни методи, него на нечестни. Без разлика колку вие гласате, ние можеме да направиме лични карти. Ете така, да направиме лични карти, да извршиме притисоци за администрацијата, да направиме кинески прстен, не знам, бугарски воз и така натаму. И сега народот мислеше, па што и ние и сите да отидеме да гласаме. Џабе. Да,
пак ќе победи Груевски. Со центар веќе се створи некоја подруга перцепција дека може, кога ќе се створи критична маса, кога народот ќе застане, али силно ќе излезе, тогаш е потешко да се направи фалсификат. Дали ако бидат формирани две нови партии од редовите на СДСМ, тоа партијата на Стефче Екимовски, партијата на Владо Бучковски, еден СДСМ кој ќе излезе ослабен од целата ова политичка ситуација, можеме да очекуваме ново раздробување во редовите на македонската опозиција, бидејќи има одредени неофицијални шпекулации дека пред локалните избори Лјупчо Ѓорѓевски бил резервна гума за спасување ако СДСМ не оди на избори, да бидат легални, условно речените избори со негово појавување на локалните избори, значи да има некаков договор евентуално со Никола Груевски и како второ гледате дека Тито Петковски новата партија без малку ги нема нигде на политичката сцена последните 30 до 45 дена, чека што ќе се случи во СДСМ, чека што ќе се случи во ЛДП, ги чекаат сите тие разврски и ферментирање во редовите на македонската опозиција, и затоа тука се поставува клучното прашање дали можеби македонската опозиција се соочува со нов бран на раздробување на нејзината структура. Зошто новиот гром наполнет со владин електрицитет Стефчо Екимовски сега пука по две адреси, по Бранко Царенковски и по Андре Жерновски. Очигледно дека тој смета дека Андре Жерновски го има приматот на победник на локалните избори и тоа де факто ја намалува или ослабна опозицијата на политичката сцена на Стефчо Екимовски, кој се сметаше како победник на тие локални избори пред тоа да се случи во центар. Од тие причини Стефчо Екимовски денес по домашна задача пука и по Бранко Царенковски и по Андре Жерновски. Мислам дека сега главната битка ќе биде околу тоа поларизирање на политичката сцена, како ЛДП да се маргинализира. Тоа е она теза која веќе месец дена ја кажам дека всушност падот на оваа коалиција на СДСМ на изборите 2006 година почна со маргинализацијата на ЛДП на изборите за градоначалник 2005 година. Како сега се крева ЛДП, а се гледаме што се случува во СДСМ, тие фракционерски битки пред Конгрес, една, втора партија и така натаму и така. Ако сега се скрши ЛДП, тоа теренот ќе биде поклопен. Значи, Јакимовски не е само по основа дека него му треба простор, точно и просторот на центарот, дека сака да го заземи, но од друга страна мислам дека може би тој има и задача да го прави ова што го прави кон нас. Домашна задача. Да, домашна задача, да го направи тоа. Јас, значи, дури и се сомневам околу целта за која што ја прави партијата. Дали доколку се распишат предвремени избори, при тоа знаеме дека треба да се исполнат одредени услови. Сега ова е мое размислување, значи не говорам во име на Сојузот за еднината, туку како мое размислување дека одредени услови мора да се исполнат пред изборите. Прочистување, вистинско прочистување на списокот, не може 70 луѓе на една адреса да имаме, без разлика дали се од Пустец или од било каде, од дојдени. И, значи, прочистување на списокот, сериозни измени во изборниот законник и некои работи кои што барем можат да го спречат до максимум овај фалсификат што се правеше за време на локалните избори. Не знам дали опозицијата би излегла на такви избори. Партиите кои што сега се формираат, може би, не, значи не сум сигурна, но може би треба да бидат токму тие кои што ќе кажеме да, има во Македонија опозиција, еве ги опозициите, партиите на опозицијата се појавија. Бидејќи, и да калкулираме. Конгрес има на СДСМ во недела, значи за 2 дена, може да победи, не знам, Заев, може да победи Ивановски, може да остане Црвенковски, меѓутоа во СДСМ веројатно искристализира на една ситуација дека ова беа најфалсификувани избори во историјата на македонскиот плурализам. Ако остане Бранко Црвенковски, под вакви услови, со таков елан кој ќе му го даде партијата со нов мандат, нема теориски шанси да се појави на избори, ако ова влада не ги промени условите за организираните избори. Никаде на 6-7 април Зоран Заев даде интервју или изјава во Утренски вестник, кај што велеше како што сега стојат работите, јас сметам дека ако ова власт остане на чело на државата, дека нема потреба СДСМ да се појави на такви избори. Значи тоа е мизансцена што е поставено во рамки на левицата. Трчковски е илустриран, тоа е член на комисијата која треба да го подготви тој извештај за 24-ти. Претпоставам дека тука едно жариште повторно ново ќе се јави, дали Фрчовски може да биде член или не може да биде член и така натаму и така натаму. Значи нема да има можеби извештај, бидејќи председател тешко се избира на таа комисија и претпоставам дека опозицијата тешко би дала на такви избори. Стефчо и Бучко тука треба да одработат работата
што ќе им биде дадена. Да, јас го кажав тоа, значи се сомневам која е целта на формирањето на нивните партии, тоа едно по друго, мислам дека во истата недела ќе се формираат, од она што го следам преку медиумите. Како овие автомобилите на лента што ќе излагат. И тоа можеби ми дава право да размислувам дека Груевски многу брзо и ги подготвува парламентарните избори со цел, значи, да можеби смета дека ќе ги начека, еве да употребам израз СДС неподготвени, значи не, и да не се раскарани тие фактички навистина нема да бидат подготвени. Госпоѓо Роза, па Стево Јакимовски во кампањата велеше дека тој им должи на граѓаните на Карпош, дека сака да биде градоначалник и да се бави со локална политика и дека ќе се департизира, дека е завршена неговата политичка кариера, ќе се истера овој мандат, можеби уште еден, и толку не сака да се бави повеќе со висока политика. Година за еден месец ја менува политиката. Во меѓувреме, носителот на неговата листа, значи Добрила Андоновска, на својот Facebook профил вели: јас од денес, тоа беше пред 2 недели, заминувам на работа во Невромедика. Ние сите знаеме дека газда на Невромедика е поранешниот координатор на советничка група на ВМРО ДПМН во општина Карпош. И знаете, кога ги ставите сите тие коцки на маса, не треба сте многу интелигентен да сватите кој сценарио е направено. Ако човек ја познава и ја следи политичката кариера на Стефчо Јакимовски, мислам дека не треба премногу да му верува на изјавите, ако веќе дека во интерес на граѓаните. Мислам дека Стефчо Јакимовски многу лесно ги менува своите ставови, така лесно како што ги менува и партиите. И токму заради тоа не ни очекував дека ќе се задржи на тоа ако победи, затоа што тогаш не знаев која даваш изјавата дали ќе победи, да работи исклучиво во интерес на граѓаните, дека тоа го прави во интерес на граѓаните на Карпош. Стефчо Јакимовски секогаш мислам дека приоритет му се личните интереси, а потоа нечии други интереси. Ако велите дека во општина Центар е скршен митот за непобедивост на Никола Груевски, има еден друг политички момент во општина Центар, а тоа е кој е победник на локалните избори. Значи, после победата во општина Центар, недвојбено дека Андре Жерновски е победникот на локалните избори, тоа веројатно му пречи на Стефчо Јакимовски, им пречи на други играчи кои смета дека сега е моментот кој треба да колуваат од маршата на СДСМ, дека се уште е раскарана и се соочува со некои внатрешни конфликти. И тука пречи Жерновски, бидејќи него го воспримат и го има приматот како победник на локалните избори. Жерновски де факто е победник на локалните избори, дотолку повеќе неговата победа е подзначајна затоа со сето она што се случуваше. Значи, првиот круг се поништи резултатот, наводно не е достигнат цензусот за одреден број на гласови. Не знам, еднаш беше дека е достигнат цензусот, па 3 дена патуваја неколку кутии 1 километар од општина Центар во општина Центар, и тука има работи кои што беа, да бидеме искрени, многу нејасни. Па се менува шефовите на изборните штабови, па беше Груевски, па беа други високи функционери. Дури, значи, прво беше Миле Јанекиевски, па не беше задоволен Груевски, па лично тој вториот круг го водеше, па третиот круг мислам дека и друг функционер. Да, братучедот. Така се слуша, дека и од Груевски не бил задоволен братучедот, и се стигна, значи, до таму да сите тие се изредија како шефови на штабовите. И го зедоа во помош судот. На крај управниот суд поништи 29 места, тоа е невидено, значи невидено, дури е скандалозно за судството, и покрај тоа Жерновски, значи, ја зголемува разликата од 980 гласови на 3.500 гласови разлика со Тодоровиќ. Значи, тоа никој не го очекуваше. И тука можеме да говориме дека не де факто односно де факто е победник на овие избори и им пречи пред се, мислам, на Никола Груевски ВМРО ДПМН, а Стефчо Јакимовски, кога веќе го спомнуваме, мислам дека и премногу внимание му посветивме, повеќе работи во интерес на тие што му помогнаа да дојде до она функција, затоа што не можам неговото да го наречем победа.
Веројатно треба да биде одговорено на клучната дилема, почитувани гледачи. Зошто сега пред Конгресот на СДСМ и Владо Бучковски и Стефчо Екимовски најавуваат и формираат своја политичка партија? Тоа го прават од најмалку две причини. Како прво, да може власта да инсталира свое раководство на Конгресот на 2 јуни на чело на СДСМ и како второ да има двојна контрола врз СДСМ. А тоа е ако евентуално новото раководство на СДСМ одлучи да ги бойкотира следните предвремени парламентарни избори или председателски избори, бидејќи има такви одредени назнаки и Зоран Заев и некои други кандидати за председател на СДСМ најавува дека со ваква власт веројатно нема да учествуваат на следните избори, тогаш треба власта да има резервни гуми за спасување. Тоа се партиите на Владо Бучковски и партијата на Стефчо Екимовски. И тоа одговара на стратегијата на власта, почитувани гледачи. Ако има две комори, ако има две синдикати, ако има две здруженја на новинари на Република Македонија, тогаш нека има и две опозиции. Едната која е опозиција, кај што власта може да инсталира свое раководство, и втората да е опозиција која ќе биде омилена на власта. Што очекувате? Што може да се случува? Можни се предвремени избори, можни се редовни избори. Веќе одредени финансиски извештаи за Македонија се премногу катастрофични. Стандартен Пурс го намалија кредитниот рейтинг на Македонија со очекото да го направи Фич. Излезе ВМРО ДПМН со одредено соопштение кај што ги нападна Стандарт и Пурс дека тоа го направиле од овие или од оние причини. Излезе Никола Поповски, пранешниот министер за финансии, и вика немојте Стандарт и Пурс не се СДСМ, па СДСМ ќе излезе со одредено соопштение, ќе им вратите соопштение, е многу сериозна институција. Вие излеговте, побаравте оставка на Никола Поповски. Очигледно дека власта тешко ја издржа финансиската состојба во државата. Без малку мора се задолжува за да ги враќа долговите кои ги има кон пензионери, плати во администрација и така натаму. Тлее одредено незадоволство, а никош не била поразкарана или разедината опозицијата. Што очекувате? Значи, кога е Никола Груевски во прашање, се може да се очекува. Кај него, значи, нема принципна логика, дека не е логично или е логично. Се е логично, за распишување на избори за него секое време кое него му одговара е добро, без разлика на интересите на државата и интересите на народот. Во оваа ситуација, значи, да подсетам дека тој дојде, да се вратиме 2006 година, и на власт за да работел за економијата и да ја подобри економската состојба во Македонија. Тој се друго работеше. Тоа е програмата. Се друго. Тоа е програмата, но се друго работеше, од антиквизација, па не знам, сите други работи што ги правеше, но најмалку работеше на економијата. И затоа Македонија е во ваква ситуација каква што е. Покрај релевантните институции што ни окажуваат, почнувајќи од економист, значи земја прва по мизерија, земја, потоа Женевската комисија за најголема невработеност кај младите и така натаму, да не набројувам се што има, народот ја чувствува сиромаштијата. Не треба само тие да ни кажуваат, народот да излеземе на улица, да видиме како живее народот. Сиромашен, не знае како да го помине денот, а не месецот. Во такви услови, нормално дека сака да ја раскара опозицијата. Нормално дека сака да ја растори. Познавајќи таа ситуација, незадоволството кај народот, може би единствено му е повторно или да ги дигне националните чувства, како што тоа го прави, пак, значи, барајќи надворешни и внатрешни непријатели. Сега опозицијата во овој момент не може да биде внатрешен непријател, може да биде некој друг. Точно така, значи, може би некој друг да биде, не знам сега кој ќе го најде, и да распише предвремени избори со сите оние средства кои што до сега му се на располагање, значи непрочистен список, лош изборен законник, начини на фалсификација. Тоа е посебна приказна, комплетна контрола на најголем број на медиумите. Груевски, значи, во оваа ситуација може и да ги добие изборите, затоа викам, може да ги распише. Може да ги распише и на пролет, заедно со председателските избори. Таа варијанта, нели, се слуша, дека може и тоа да го направи. Според мене, нелогично е во година дена да имаме 3 избори, локални, предвремени парламентарни и председателски, но реков, за Груевски се е можно и се е логично. Топ тема на оваа недела е илустрацијата на Љубомир Фрчковски. Пред 1,5 година те успеа да се спаси, да не биде илустриран од истиот состав на оваа комисија. Сега едногласно, само со 1 глас против, Фрчковски беше илустриран. Пред него беше илустриран Јово Трпеновски, кој исто така беше министер за внатрешни работи. И сега тука се постава прашањето, ако е илустриран Јово Трпеновски, кој беше некаде до 1991 година министер за внатрешни работи, ако е илустриран Фрчковски исто така како наредбодател, а беше министер за внатрешни работи некаде после 1991-1992 година,
По тој вакуум простор од 2 години министри за внатрешни работи беа Јордан Мјалков и веде министар после смртта на Јордан Мјалков беше Блажи Ристевски. Како е можно двајца од нив да бидат лустрирани, а двајца да бидат невини? Зошто е лустриран Фрчковски, бидејќи неговото досие пред 1 или 1,5 година беше на разгледување во комисијата за лустрација, тогаш условно речено се спаси, со гласовите на албанците, сега сите едногласно, освен вас, гласа за негова лустрација. Што се смени во меѓувреме? Ја немам увид апсолутно никако во тие досие врз основа на кои се терети тој наредба. Значи, една иста комисија за лустрација пред 1,5 година гласа да не биде лустриран Фрчковски, сега гласа да биде лустриран Фрчковски. Тогаш имаше само 4 досија, тие ги прочитав, и врз основа на тие 4 досија кои ги гледавме минатата година, пред година и пол беше негде, комисијата оцени дека нема доволно елементи за да биде лустриран, ако збориме више за господин Фрчковски. Тогаш немаше, затоа што кога ги образлагав, тогаш пошто ги видов тие досија, сите тие досија немаше основ од идеолошко-политичка природа, затоа што тоа беа 4 досија со која господинот Фрчковски дал наредба да се следат лица, двајца од тие, кои, според тоа што го пише во документацијата што не доставено од Управата за безбедност и контраразузнавање, двајца од тие лица контактирале, уствари имале комуникација и со бугарските тајни служби. И тоа нормално е секој министер да покрене постапка да се следат што е со тие тајни служби. За едно од тие лица беше дека организирал имал противуставни дејанија, организирал исто собирање на оружје за рушење на правниот поредок и нормално по тој основ не е тоа идеолошко-политичка, не е тоа причина идеолошко-политичка за која он следен. И четвртиот случај тогаш беше за лице, мислам не е битно кои сте лица, кое во странство продавало артефакти, не знам, икони, некои работи кои не сме да се изнесува држава и затоа било покривено постапката, нема идеологија во тоа. Вие сега немате информација дали врз база на тие исти случаи е сега отворена постапка, бидејќи велите немате добиена информација. Во извештајот што беше поднесен на сама седница, еден од тие случаи па се споменува тука Барвидов, али досијата како досија, другите што 3.14 веле дека има, апсолутно нити сум гледал ја, а верувам нити други, затоа што на сама седница беа поднесени тие, доставени тие, извештајот е поднесен од известителот на 23 околу 14 часот. Тоа е во четврток. Значи 23 мај. 23 мај. Тоа е во четврток околу 2 часа. Во петок на 24 не се работеше ради 25 ради Климент. Сабота, недела, значи никој не можеме да ги прочитаме. Во понеделникот, а во понеделникот се бало 11, 4 дена се запазен на рука, само тие 3 дена нити ја нити било кој не може да иде во архив или тука и овде не се работеше во комисијата, да ги провериме тие. Значи не сме имале време. И барав одлагање не припада. Добро, господин Дамјански. Фрчковски е сега член на ова комисија која треба да ги испита сите тие случувања на 24 декември. По мене една клучна комисија, нели, себе не кажувате име и презиме, меѓутоа според фотороботот на портпаровот на комисијата за лустрација стана збор за професор Фрчковски, тоа го објавија медиумите, значи професор Фрчковски е сега член на ова комисија која треба да ги испита случувањата на 24 декември. По мене една клучна комисија, биќе тоа што се случи на 24 декември, еден од, ајде да речеме, најголемите потези за дисторзирање за демократијата во рамки на Република Македонија. Што сега ќе се случува? Дали Фрчковски има проблем да биде член на таа комисија? Дали ВМРО-ДПМ не може да го проблематизира неговото членство, бидејќи ако е лустриран, тогаш по логиката на нештата не би требало да обавува никаква јавна функција или да учествува во јавниот живот. Барем ја така ги гледам тие работи. Еве сега вака да ви кажам. Ја бев против да се лустрира и он и сите наредбодавачи, не од што ја така сакав или што ми се они некои дали пријатели, роднини или партиски приврзаници или не знам што. Затоа што законот не дозволува да се лустрираат наредбодавци. Не е битно дали е Фрчковски, дали е било кој презид. Под наредбодавци подразбирате министри и директори на службата за државна безбедност или цела хиерархија на Нема ја што разбирам. Еве што законот се пишува што е наредбодавец. Дава дефиниција за наредбодавец. Член 18 став 6 од член 18 си вели: наредбодавец е за наредбодател во смисла на овој закон се смета службено лице
кој вршејќи ја својата функција со писмен документ наредил или одобрил дејствување со кое се кршени или ограничувани основните права, основните слободи и права на граѓаните. Тоа во законот за наредбодател само таа реченица постои. Таа реченица не може да биде основ за лустрирање. Тоа не е доволно. Ми се чини дека клучната работа поради која е лустриран Љубомир Фрчковски, меѓу другото, и неговото членство во комисијата која треба да ги испита сите оние случувања кои се случија 24 декември во македонскиот парламент. Бидејќи СДСМ го предложи Фрчковски, предложи професорската Рената Треневска-Весковска, ВМРО-ДПМН го предложи Илија Димовски и Благородна Дулич, остана да биде избран само председател на таа комисија. Бидејќи работите таму одат доста тралјаво, доста споро, претпоставам дека ВМРО-ДПМН сакаше да направи нов спин или на нова политичка ситуација, а да го лустрира Фрчковски и да го проблематизира учеството на Фрчковски во таа комисија. И сега на маса имаме две политички ситуации. СДСМ која има одлука на својот централен одбор во декември, 4 точки, меѓу кои една од тие точки дека не го признава легитимитетот на комисијата за лустрација и одлуките кои ги носи таа комисија за лустрација. Врз база на тоа веројатно СДСМ ќе има големи тешкоти ако ВМРО-ДПМН е побара Фрчковски да не биде член на таа комисија, како да донесе поинаква политичка одлука. Од друга страна, ВМРО-ДПМН кој инсистира на таа лустрација во македонски услови така како што замислила партијата, веројатно ќе има политички проблем како да голтни Фрчковски понатаму да биде член на таа комисија и тука ќе се яви нова политичка криза на македонската политичка сцена. Нема да биде формирана таа комисија и тоа ќе остави простор за две можни решења, да нема или да има предвремени избори и тоа ќе зависи од политичката волја на ВМРО-ДПМН. И Фрчковски и Трпеновски, а и еден шеф на ДБК во тој период, значи во време на Трпеновски, господин Стефан Павлевски, се илустрирани, знаете. Јас го поставам логичко прашање. Апсолутно спротивно на законот. Добро е спротивното, но го поставам логичко прашањето. Ако се тие илустрирања, ако се двете маргини во средината, исто има директори на ДБК и исто има министри за внатрешни работи, ВД е Блаже Ристевски 1 или 2 месеци, не е битно, кога починува Јордан Мјалков и починатоот Јордан Мјалков. Тие не се илустрирани. Може и немале такви наредби, па добро, него се може да илустрираме. Имате постојано вие тоа прашање, че како може едниот министер да биде, вториот да биде, у средина никој ништо да не прави. Ние сме разгледувале досие, например, и на Павле Тријанов, кој беше министер исто измеѓу негде. Не беше, Павле Тријанов беше 98-99 година во влада на Љупчо Ѓоргиевски. Павле Тријанов беше директор на Значи што го фаче овој закон? На јавна безбедност беше Павле Тријанов. Не беше министер за... Беше министер 98-99 година, значи после... Еве и он као министер е разгледуван. Разгледам, пошто и пратеник бил и министер. Меѓутоа нема нигде такви наредби. Него и веројатно затоа сме му дале сертификат дека нема наредби од идеолошко-политичка природа. Не значи дека сите имале. Меѓутоа, основното што сега е многу битно, ја ги молам и сите медиуми и сите да бидеме попрецизни, пошто секоја изјава може погрешно се свати. Во овој закон немаме право да лустрираме наредбодатели. Тоа е грешка или намерна или случајна на овие што го донесле законот. Врз основа на ова што го прочитав за наредбодател, кај се опишува наредбодател што е... Значи, според вас... Нема апсолутно никакво законско право. Нема законска основа да биде илустриран. Бидејќи гледате, Фрчковски е илустриран. Па мислам дека со овој закон е и Трпеновски и овој Стеван Павлевски со овој закон, значи апсолутно нема право законско да ги илустрира. Значи гледате, Фрчковски од тој период, значи е наследник на Мјалков, директорот на ДБК кој сега лежи во затвор за одреден криминал, неколку милиони евра, како што се нарекува за одредена соработка на словенечка и македонска фирма преку Кипар. Веројатно се чистат одредени луѓе кои можеби сметаат или имат одредени информации. Можете вие така да кажете. Зборам за Слободан Богоевски кој е во затвор или во притвор некаде повеќе од 30 дена. Меѓутоа ја не се упуштам во такви индивидуализирани и шпекулации зашто овој, зашто оној. Ја се држам на словото на законот. Фактите се тоа Фрчковски. Слободан Богоевски е во затвор нели за одредени криминални дејања со Меркатор и така натаму. Значи во истиот период е директор на државна безбедност, значи се затекнал заедно со Павле Тренов да бидат нели десна и лева рака на Јордан Мјалков и тие на некој начин се трнати на страна. Павле е пратеник и веројатно таа функција е комотен во своето политичко делување. Зашто, како и кого, тоа не секам и не се упуштам во тоа. Тврдам дека не може да бидат илустрирани ни Павлевски, ни Трпеновски, ни Фрчковски, ни од другите 6-7 наредбодатели што беа пред 2-3 дена на седница, врз основа на овој закон што постои. Ако дозволете, ако мнозинството вели дека е доволен овој член
став 6 член 18. Тогаш според тој член ние знаете што треба да направиме. Ние сега треба да донесеме решение за сите пратеници. Сегашни актуелни да ги илустрираме дека немаат право да Дамјановски. Ајде да логицираме. Ако пред година и пол дена истиот состав на комисијата смета дека Фрчковски нема доволно елементи да биде илустриран, а сега сите осумнина, значи освен вас гласат за илустрација на Фрчковски, тоа значи дека некој има излобирано целата работа. Не мора да значи. Добро, Не. една и втора, не, па ве велите. Може се најде и нови документи, викаат сега нови пишувања, може да има нешто. Добро, се ве велите дека ви ги доставиле некаде у 14 часот на 23 мај, не се работи 3 дена и во понеделникот на Сабајле во 10-11 часот, значи гласате. Ако вие не сте можеле да ги видите, веројатно славеле и они, значи не сте славеле само вие. Не сум ставил, не може да влезеш, да вклучено е. Значи логиката е, значи што ново е направено, што ново е направено, се најдат доволно елементи да биде илустриран Фрчковски, или пак на власта толку и било битно да биде илустриран Фрчковски, што претходно си ја спакувала целата работа и тие кои биле потенцијални дека нема да гласа за Фрчковски, сега ги му бедо дека треба да гласа за Фрчковски. Што власта комбинирала, што правила, не сакам апсолутно ништо да се упуштам во такви разговори. Нема се гледа дека албанците се убедени и од ДП и од УИ. Гласат сега. Јас сум легалист, се држам до законот. Немаат право ни согласно одлуките на Уставниот суд, немаме право како комисија, ни согласно одлуките на Уставниот, ни согласно важечкиот закон, да илустрираме наредбодавци. Добро, мене ми е клучно едно прашање. Фрчковски е сега член нова комисија за 24 декември. Тој и професорката Раната Треневска со да дојдете на СДСМ, Илја Димовски, Благородна Дулица, да дојдете на ВМРО-ДПМН, има проблем околу претседателот на комисијата. Да. Ако е сега Фрчковски илустриран, а ја претпоставам дека една од причините за илустрација токму сега е што е член на таа комисија, дали Фрчковски има право да биде член на таа комисија ако е илустриран во понеделникот? Законско право има и текако, затоа што во овој закон нигде не пишува дека тие што се илустрирани како наредбодатели, за кои што немаме право, им се ограничува правото на вршење на функција, односно за наредбодател има само ова што е наредбодател. Затоа велам дека не може наредбодател. Добро, се сизам чета, ако нема обврска да он прекини со вршење на јавна функција. Ни со ова што е професор, ни со тоа нема обврска, по закон нигде не пишува за наредбодател. Значи он може да се го задржи своето работно место како професор. Но никој нема право да го тргне, затоа што нигде у законот не стои дека треба наредбодател се тргне. Зошто е илустриран, ако може да биде и понатаму член според вас на комисијата кој треба да го испита 24 декември, ако може да биде и понатаму професор на правен факултет, тогаш логично се поставам прашањето зошто би бил некој илустриран ако нема никакво ограничување за понатамошно вршење на јавна функција. Ама видете, не велам ја дека сакам дека не могу рече, у законот нема дека наредбодавецот тој што давал такви и вакви наредби му се забранува вршење на јавна функција. Тоа го има, тие забрани ги има само за тајниот соработник, информаторот и оперативната врска. Добро, тогаш зошто се инсистираше толку на Фрчковски според вас? Бидејќи ако велите според законските решенја наредбодатели не може да се илустрирани, ако не е само Фрчковски, 7-8 души, не би сакал да ги говориме, тоа е сега актуелно ова недела. Ако според законот велите дека нема основа за илустрирање на наредбодатели, ако бидат илустрирани тие наредбодатели, иако нема основа, тогаш немат никакво ограничување за вршење јавна функција, тогаш веројатно целиот процес се сведува за закачување на одредена етикета на некој што може би е противник на власта. Не размислам во тој правец зашто инсистира. Мене треба да одговараат апсолутно. Но инсистираат, ја приметувате дека инсистираат. Да, ја барав да се одложи, да бараме автентично толкување од собранието, ние немаме право ние како комисија да побараме. Него да замолиме некој пратеник, некој градоначелник, тие што имаат право да поднесат да побараат автентично толкување, дали според овој закон Значи им се брзаше. И тоа не сака, викам чекајте 10 дена 15 не е страшно. Хајде да видиме че не одговарат за не сака ни тоа ме надгласува. Според господина Дамјановски, ако според овој закон за илустрација сега се илустрират Фрчковски, Јова Трпеновски или поранешните наредбодаватели, тогаш според истиот закон постојат законски основи, како што тврди Дамјановски, да бидат илустрирани и претседателот на државата и сите парламентарци во македонскиот парламент. Еве и да нема законско ограничување да врши јавна функција. Сепак, ако сте илустриран, инвалидизирано ви е членството во било која комисија. Апсолутно. Власта може да го проблематизира, знаете. Вие они ки имате пенал сега на јавна сцена ке како вие се буните за комисијата за 24-ти, ако ставате таму илустриран ваш член. Притисокот врз опозицијата ќе биде стравично голем, бидејќи како може илустриран
поранешен функционер или наредбодател да биде член на таа комисија. Тогаш веќе ќе се заборави дека конфликтот е околу председателот или името на дали ќе биде Камбовски, нема да Камбовски, туку конфликтот ќе биде дали Фрчковски има право или нема право да биде член. И тоа е клучно по мене. Според законот апсолутно има право. Меѓутоа, знаете, друго е чувството, друго е че си наоѓаат сега ти оваков, ти онаков. Меѓутоа, според законот никој не сме ни од професорската функција, ни од членувањето во таа комисија нема законски основ да биде отстранет од тие. За наредбодател, он е илустриран како наредбодател. За наредбодател има само ова, нигде нема доколку се утврди дека е илустриран, дека нема право да врши јавна функција, како што има за тајните соработници, оперативните врски, дури не ни пише ни во кој период го правил тоа. Ако само ова, што велам ја, член 18 став 6, е основ за некој да биде илустриран, ако според ова множество во комисијата, тогаш веднаш, според тој член, ако така го толкуваат, ако така го припатиме, веднаш треба да бидат илустрирани сите пратеници актуелни кои го донеле овој закон, со кои се кршат човековите права. Со кои неспорно се кршат човековите права. Сите пратеници вика тој што наредил и одобрил. Со ова законско решение наредиле актуелните пратеници, наредуваат на сите институции да се отстрануваат од работа тие што бидат илустрирани, тоа е со закон е наредено. Дори треба се илустрира и председател на државата, зашто он со својот указ одобрил да ова се кршат тие човекови права. Ако е само оваа реченица доволна за илустрирање за наредбодатели, тогаш, пошто нема ни во кој период било во оваа реченица, кај соработниците пишува од 44 до 2006. Овде значи нема ни период. Нема ни период, нема никоја мерка се презема ништо, само што дал наредба. Не може да се предпостави дека кај соработниците од 2006 и овде до 2006 не може таква некоја предпоставка правна. Не може на предпоставка закона, не може на тоа предпоставува да е така. Ако е така, може да предпоставува, велам, пошто нема ограничување за наредбодател. Зашто тогаш дали ограничување за соработниците до 2006? И вие сметате дека поради таков член или поради таков став во член 18 треба да бидат илустрирани сите пратеници? Не сметам ја. Така, по таа логика што сметат тони дека може да се илустрират наредбодавци, тогаш кога наредбодавци, по таа нивна логика, што е дилетантска и не е правна, и сите пратеници и председател на држава. Неспорно е дека тука се кршат човекови права со овој закон. А тоа се презумпцијата на невиност, тоа се уставни категории кои се гарантирани на секој човек. Овде со овој закон се крши таа презумпција на невиност. Тука нека да правиме пауза за реклами, останете со нас, се враќаме за неколку минути и продолжуваме со нашата емисија. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Да бидете различен, поинаков од сите останати, да се истакнете од групата, е желба на многумина. Но како да се истакнете, кога сите истото го прават? Размисли уште еднаш. Дали ја оставаш чешмата да тече цел ден? Нормално дека не. Тогаш исклучи ја греалката кога прозорците се отворени. Размисли и заштеди. Во денешно време, човек не мора да се малтретира со одење до супермаркет, враќање од супермаркет, одење, враќање, плаќање паркинг, па ред, па каса, па гужва, па набавка, па одбавка. Сето тоа е минато. Од сега ќе ви треба само компјутер. Качете се на doma.mk. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид.
Сем Вакнин тврди е категоричен дека пред неколку месеци во Скопје организирана тајна средба на функционери на Турција и функционери на Израел, каде што се договарала нивната заедничка стратегија околу иднината на Сирија. Господине Вакнин, ви имате една многу интересна информација дека представници на Турција и на Израел имале пред неколку месеци средба тука во Скопје, на која прелиминарно разговарале околу тоа како да се решава сирискиот проблем или како да се реши кризата во Сирија. Интересно дека тука во Скопје представници на Турција и на Израел имале таква, ајде условно да речеме, тајна средба. Yes, it was almost accidental meeting. They were passing through, and this was a very low-level meeting. Some advisor to the Prime Minister and a low-level functionary in the Ministry of Foreign Affairs of Turkey. They had a meeting here to agree on a meeting in Istanbul of their respective bosses. So it wasn't something too much to talk about, and there was nothing very serious going on. But after that, there were some rumors that they had contacts with the Ministry of Defense in Macedonia, and that generally the United States is, together with Turkey, is considering to put up together an international coalition. Such international coalition to work with the Free Syrian Army to enter Syria and liberate it from the regime of Assad. Пред 3 дена во Сирија загина или почина македонски државјанин со потекло од гостивар. Што се случува во Сирија? Разговараме со Сем Вакнин, или човекот кој важи за огромен експерт за ситуацијите и случувањата на Блискиот Исток. Господин Вакнин, кога ќе видиме дека имало таква средба прво на едно ниско прелиминарно ниво, а подоцна врз база на таа средба била направена средба на повисоко ниво на представници на Министерствата за надворешни работи на Израел и на Турција во Истанбул пред неколку месеци. Ако минатата година нели имаше шпекулации кои никој не ги демантираше дека американските тајни служби тренирале дел од овие, ајде да ги наречеме бунтовници во Сирија, тука во Косово, значи на оние планини према границата кон Црна Гора, тоа покажа дека овој регион на некој начин се подготвува како тренинг камп и подоцна се испраќаат луѓето во Сирија. И сега дилемата во Сирија е како да биде формирана идната сириска влада, бидејќи во делот на тие бунтовници се напикани, кој што велите, многу исламистички структури, многу фундаментални структури, Ал-Кајда и така натаму. The situation is much more complex than that, actually. Consider Turkey, for instance. Turkey is not monolithic. The intelligence services of Turkey support Assad, and they are sabotaging the policies of Erdogan. The Germans are training Syrian rebels in both Turkey and on Syrian territory. The British SAS are training Syrian rebels in Syrian territory. In Iraq, there are camps where Americans are training rebels. There was, by the way, no training of rebels in Kosovo. It's a false rumor. But there has been recruitment of rebels in Kosovo. Syrian delegates, mainly from Jabhat al-Nusra, which is the Al-Qaeda affiliated part of the rebel group. Jabhat al-Nusra sent a few delegates to Kosovo, and they recruited a few dozen former KLA fighters. And these KLA fighters were taken to Syria. They had 10 days religious training, then they had 15 days military training, and they joined the fighting in Aleppo and other places. Kosovo actually is a supplier of fighters, ex-Mujahideen, ex-KLA, to the Syrian rebels, but there is no American involvement there. However, in Iraq, in Syria, in Turkey, all Western powers have bases. Germany has intelligence ship that helps the rebels. Satellites were put at the disposal of rebels and so on. And the Turkish intelligence agencies, together with the Mossad, are sabotaging all that. So it's very difficult to know where the lines cross. You can't say, Turkey is like that, Israel is like that, and so on. So, as you see, it's a big mess. What Syria did, the situation in Syria, involved all the major players in the world. Кога ќе погледнете геополитиката на Сирија, кога ќе погледнете богатствата на Сирија, тога стана збор за држава која нема големо стратегиско значење во светски рамки, па нема ни такво големо значење во некои регионални рамки. Меѓутоа, битката за Сирија, велат дека е најголемата битка последните 20 години, или веднаш после студената војна нема таков голем конфликт, кој на некој начин ги има здружено или ги има конфронтирано сите големи светски сили. И тука се поставува прашањето зошто? Бидејќи луѓето кои ги познаваат тој работи смета дека тој што ќе биде победник во Сирија, ќе биде победник во регионот на Блискиот Исток, а тој што има контрола врз Блискиот Исток, тој владее со светот. Добро, господин Вакнин, кој човек кај гледа територијата на Сирија,
Тамо значи нема некои големи наоѓалишта на нафта. Yes. Се најдоа некои наоѓалишта на природен газ, меѓутоа тоа не е од такви размери. Значи територијата на Сирија не е ни голема, значи нема ни излаз на некои стратешки правци и така натаму, а има таков интерес околу Сирија, како што вие велите, безмалку после падот или после расторањето на студената војна, најголем интерес за одредено подрачје такво немаше ни за Блискиот исток, значи такво немаше ни за Либија, такво немаше ни за Египет, такво немаше ни за Латинска Америка, безмалку немаше ни за Русија, што се вели, последните 20-23 години нема таков интерес на големите сили, посебно нивните разузнавачки служби, за одредена територија како што е Сирија. Зошто Сирија, која безмалку нема никаква стратешка предност и важност во целиот тој регион, предизвикува таков интерес на големите сили? For many good reasons. The country itself is useless, has no minerals, doesn't even have strategic value. It's a piece of land, it's mostly desert and mountains, it's a pretty useless country as far as economic interests go. But it fulfills several functions. First of all, it has a tiny Kurdish population, and Turkey is playing the Kurdish card. Turkey now is allying itself with the Kurds in Iraq, in Iran, and in Syria to create a kind of free Kurdish state as a buffer against Shiites, because Iran is Shiite, Lebanon is Shiite. So they want a buffer between the Shiites and themselves. Turkey is Sunni. This is the first thing, and the Kurds in Syria could be a very interesting playing card. Second thing, Syria is neighbor to Israel and neighbor to Lebanon. So a Middle Eastern war could start and will start in Syria. Thirdly, Syria is a test ground. Who will be the future superpowers? Will it be Russia? Will it be United States? Will it be Turkey? What is the role of Israel in the world, in the region and the world? So Turkey is a testing ground. It's the first major testing ground. Who really controls the critical Middle East? And the Middle East is critical because of energy supplies, because it's the natural main route to the east, to China and so on. Значи, мислите дека всушност конфликтот сега во Сирија и то инволвирање на сите големи сили е околу клучното прашање кој ќе го контролира Блискиот исток во наредниот период и кои ќе бидат големите суперсили. Ви имате една теза која е поприлично интересна, велите дека во наредните 50 години ќе има 3 суперсили, тоа е Америка, Кина и Турција. Ајде за Америка и за Кина, тоа сите се согласуваат, меѓутоа што пак Турција ставате во тоа тројство на 3 големи суперсили пред Бразил, пред Русија, не знам, пред Индија и така натаму. Turkey, in my view, within 50 years, as you said, will be one of the 3 major superpowers. To start with, Turkey is pretty big already. Turkey is the 16th largest economy in the world and the 6th largest in Europe. Turkey is situated in a perfect location for transit to both Africa and China. Turkey will end up controlling all the Middle East. It will win. Israel will lose, Turkey will win. Turkey will win because it provides a perfect combination of democracy, Islam, liberal values, Western values, Eastern values. It found the perfect formula how to function. Денес ситуацијата во Сирија нарекуваат или споредуваат со ситуацијата во Босна и Херцеговина и велат дека денес Сирија всушност Босна и Херцеговина напумпана со стероиди, бидејќи кризата во Сирија ги има обединато сите разузнавачки структури. Таму на едно место се наоѓаат и американската, и британската, и германската, и руската, и иранската, и турската, и израелската разузнавачка структура. Таму има борци на Ал-Каида, има муџахедини, има вахабисти, има нуклеарно оружје, има авиони, има ракети, има хемиско оружје, така натаму. И тоа има димензија на еден голем регионален конфликт, кој ако малку не се внимава на тоа, може да излезе надвор од контрола. If Turkey succeeds in controlling the Middle East, it will become a major superpower. It will re-establish, in effect, the Ottoman Empire, in effect. And what we see today is going back to the 19th century when there was always a tripartite global structure, always. In the 19th century there was France, there was United Kingdom, and Ottoman Empire. After that there was France, United Kingdom and Italy. After that there was France, United Kingdom and Russia. There was always a group of 3 who controlled the world. Сега смета дека ќе биде Америка, Кина и America, Турција. China, and not now, but in 50 years I think it will be Turkey, because the role of the Middle East,
You must... Без малку Турција може да стигне до Виена, како што стигна некаде пред 6 века, и да се протега таа условно речена Новотоманска империја, не знам, од Виена, па тамо доле до Ташкент. Ако има контрола на Блискиот Исток и на сите тие стратешки правци, тоа значи ќе биде кичмата на целиот тој нов светски, условно речено, поредок. Turkey is a pivot. Turkey is a perfect position to control Central Asia, leading to China. And because since Central Asia, all the peoples are Turkic. They are Turkic people, Azerbaijanis and so on. Бејќи Русија е премногу на север, Индија и Јапонија се премногу на југ. Значи, тие се надвор од тие фундаментални правци на движење на економијата, на стратегиските интереси. Turkey controls ship lanes, controls the seas. Turkey controls access to Africa. Turkey controls access to China through the Central Asia. Turkey controls the Middle East, or a big part of it now. Turkey is Sunni. It could become the leader of Islam in general, and Islam is the rising religion in the world. The future of religion is Islam, not Christianity. So Turkey is the leader of Islam. Turkey is, and the Middle East now is the main provider of energy because of liquid natural gas. Oil is dead. We are in an age of peak oil. That means end of oil. And what replaces oil gradually is liquid natural gas. Even Israel found liquid natural gas. And the big finds of liquid natural gas have been made in the Middle East. The future of energy for the next 100 years at least is the Middle East, and only the Middle East, because all other areas of the world, they have oil, but they have no liquid natural gas, unless they put huge investments and so on. But liquid natural gas like that on the floor, only Middle East has. Добро, господин Вакнин, постојано се говореше дека американците и посебно Израел имат инвестирано во Тајип Ердоган. Посебно имат инвестирано во неговото доаѓање на власт, дека всушност ова владење на Тајип Ердоган безмалку од типот на некој султанско владење во Турција на некој начин се должи на таа поддршка на Израел и на Америка. Ако велите дека сега клучната битка ќе биде околу Сирија, кај што ќе се мерат силите, кој ќе биде во доминантна позиција и врз база на таа доминантна позиција да се определи нивното влијание во наредните 50 години. Ако велите дека Израел ќе изгуби од Турција на тој конфликт на Сирија, ако американците се уште сметат дека треба тоа постепено да се прави со формирање некои меѓународни сили, па постепено преку Обединетите нации да се влези во Сирија, како ќе се реши тој конфликт и дали Турција во еден момент, во ова блиско време, ќе покаже и многу повеќе мускули и према Израел и према американците, можен ли е нов конфликт, не сириски, туку помеѓу овие три играчи? At this stage, Turkey is consulting with the United States. Erdogan visited the United States a few days ago and consulted with Obama and so on. But if the United States will not accept the Turkish position that Assad must go and that the rebels must form the new government, then Turkey will go alone, of course. Turkey doesn't need anyone. It doesn't need Israel. It doesn't need... it has direct access to Syria. It has presence in Syria, actually. It has Turkish soldiers within Syria by Syrian agreement. And it is all the rebel camps are in Turkey. All the coalition of rebels are situated in Istanbul and so on. It's a Turkish game. America and Israel are guests. If the guests would like to conform to the host demands and rules, good. If not, they will throw the guests out of the house. It is for Turkey to decide. Дали во наредните 50 години во светот ќе постојат три големи суперсили, тоа е Америка, Кина и на наше големо изненадување, како што предвидува Сем Вакнин, тоа може да биде Турција. Ако велите дека во наредните 50 години три суперсили ќе има Кина, Америка и Турција, дали тоа што Турција ќе биде една од тие три суперсили е добро за Македонија, имајќи предвид дека ние сме биле 5 века во рамки на Отоманската империја, имајќи предвид на овие добри односи. Ајде да речеме тие симпатии кои Турција ги има кон Македонија. И ако Турција тамо се протега, не знам, до Виена и вамо на исток до Ташкент, дали тоа ќе биде добро за Македонија? Of course, it will be excellent for Macedonia. Macedonia is uniquely situated because it is friendly with the United States in a region which is sometimes not so friendly. It has a close alliance and close collaboration with the United States and Israel as well. Macedonia is part of the Ottoman sphere of influence and Ottoman historical terrain. So it will benefit greatly as Turkey rises to ascendance, it will benefit. It's already benefiting. I mean, go to the airport, Halkbank, this, investments and so on. So Turkey is already entering Macedonia. Notice, for instance, that when China entered the Balkans, it invested everywhere, but not in Macedonia, almost. I mean, there was one investment, but it invested heavily in Serbia, in Croatia, and so on, but not in Macedonia. Because China has no historical connections, no affinity, nothing common with Macedonia. But when Turkey entered the region,
some of the heaviest investments were in Macedonia. Macedonia will benefit greatly from the ascendance of Turkey, from the friendship with Israel and the United States, and from the fact that it cleverly did not ally itself too closely with Russia. Russia is a declining power. If Russia didn't have nuclear weapons and oil, it would have been a third world country. And Macedonia wisely, as opposed to Serbia, Macedonia wisely chose its way to be with the West and with the East, countries like Turkey, countries like China. That was a wise decision. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и се враќаме да одјавиме емисијата. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Да бидете различен, поинаков од сите останати, да се истакнете од групата, е желба на многумина. Но како да се истакнете, кога сите истото го прават? Размисли уште еднаш. Дали се уште користиш компјутер од минатиот век? Нормално дека не. Тогаш замени ги старите светилки со нови штедливи. Размисли и заштеди. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Во денешно време, човек не мора да се малтретира со одење до супермаркет, враќање од супермаркет, одење, враќање, плаќање, паркинг, па ред, па каса, па гужва, па набавка, па одбавка. Сето тоа е минато. Од сега ќе ви треба само компјутер. Качете се на doma.mk. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот петок во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.